Колешке Шахпаска. Многу зборови, малку суштина. Многу кажано, ништо не направено. Ова е вашиот говор. Вие сте интернист по професија. Што ви значи на вас законот за дополнителна дејност, ако имате право кумулативно еден здравствен тим да може да изврши 10 интервенции и 10 прегледи? Ви значи тоа нешто како интернист? Но како интернист ви значи дека сте ограничени да може да направите само 10 прегледи во текот на еден месец. Зар навистина не ја сваќате предолг амандманот кој што го одбивте или така ви одговара да зборувате? Ние предложивме, вие, откако ќе ви заврши мандатот, кога ќе бидете доктор интернист, наместо 10 прегледи, да работите 32 часа. Што ќе ве кумулативно, кога може да направите и 10 операции? Правите операција некогаш во живот? Сте направиле? Никогаш. За сите работи, иста ви е реториката. Зборувате она што е напишано, а што во пракса ќе биде огромен проблем. Слушаат и студентите на медицина и абсолвентите. Тие ќе го имат првиот проблем. Законот ќе стапи на сила, никој нема да знае да му објасни како да го практикува вашиот закон. Пошто ветувавте и веднаш 100.000 денари плата, закон за здравствена заштита, закон за докторска дејност и останавте уште на ветувањата. Е така ќе и со оваа програма. А новиот докторот кога ќе заврши ќе има реален проблем, нема да знае на кој да се обрати, како да ги заврши тие 6 месеци стаж, на кого да се обрати. И во таа паника на следење на конкурси, на одбивање, на сепаративност во сите закони и во овие што сега ги носите со трансформација, со префрлување, во тој хаос од здравствен систем, најлесно ќе му биде да избега од државата. Само да го зголеми постоечкиот тренд. И вие тоа го гледате и ние. Имало и предходно, но ова сега кулминира. И наместо да ги задржиме, да се потрудиме, да бидеме реални спрема проблемите, вие сакате да ги натрупате. Ништо не окажувате од моите лични прашања кои што ги поставив по предложените амандмани. Само празни зборови се укинале аптис вака така. А реалните проблеми ги прескокнувате. Се надевам оти ќе дадете одговор на реалните проблеми кои што секојдневно нашите колеги ги поставуваат. На нив да дадете одговор, не на вашите празни муабети.